Почитувани мои, добро дојдовте уште едно ново издание на емисијата за убавина и здравје Црвила. И за ово издание ви подготвивме доста занимливи содржини. Останете со нас и не го менувајте каналот. Носењето на накид не е исклучиво женска привилегија. Машките алка прстени се враќаат на модната сцена. Ваквите прстени за мажи се едно од поимпресивните и елегантни парчења во машкиот накид. Исто така, прстените што се направени од злато се уникатни и романтични. Гледаме во продолжение. Носењето на накид не е исклучиво женска привилегија. Се разбира, мажите по природа не сакаат да се украсуваат, но се свесни за цената на златото и придаваат значење за символите во нашиот живот. Статус накид прстени имаат стекната голема популарност кај мажите. Накид од целиот свет нудат дизајн решенија за надополнување на збирки на накид додатоци за силна половина на човештвото. Постојат едноставни правила при изборот на прстени за мажи. Обликот и големината на накидот треба да одговараат на анатомската структура на раката. Тенот треба да се комбинира со друга галантерија, на раквица, часовник, невообичаен прстен во увото, спојувалка или манжетни. Моделот треба да одговара на возраста, начинот на живење и гардеробата на човекот. Посебно место меѓу накидот за мажи заземаат прстените со знаци. Многу класични и модерни модели ги задоволуваат потребите на младите луѓе и респектабилните мажи. Машките знаци имаат своја историја. Во стариот прстен бил користен како печат, кој ги прецврстувал документите. Грбот или другиот знак на прстенот укажувал дека сопственикот му припаѓал на благородно семејство или некоја јавна организација. Во наше време прстените ја изгубиле функцијата на печатење, но го задржале значењето на символот. Прекрасен прстен направен од комбинирање злато со резба во форма на руски грб ќе биде подарок за патриотски човек кој е страстен за историјата на државата и ќе ја надополни сликата на човек што работи во јавниот сервис. Златниот знак со стилизиран келтски символ на прст зборувал за неговиот широк поглед. Прстенот украсен со глава на лав, орел, вол или тигар ќе раскаже за жестокиот темперамент, независност, слободолюбивиот карактер на сопственикот. Дури древните египтјани кога влегувале во брак, разменуваа и носеа прстени на прстенот. За разлика од печатите кои ја изгубиле директната намена, свадбениот прстен останува до денес символ на пофалба за главните семејни вредности, љубов и лојалност. Класични мазни модели златни прстени од една боја им овозможуваат на моделите со детали од злато од различни видови како жолта боја, розова или пак бела. Ако сакате да ја покажете својата љубов кон човекот, тогаш еден од најефикасните начини ќе биде да му дадете прстен кој е во право за неговиот психолошки тип. Машкиот прстен може да биде подарок не само за некој близок или пак сопруг. Можете да го дадете на татко, брат, син или машки пријател. Изборот на машки прстен обично е помалку заморен од женски. Главната работа е дека имате идеи во врска со дизајнот кој намногу ќе одговара на вкусот на корисникот. Ако тој е страствен мотоциклист, тогаш треба да знаете дека постојат велосипедистички прстени и тие ги ценат овие прстени колку и нивните кожни јакни. Ова се премногу големи прстени со череп кои личат на синџири. За да изберете прстен погоден за маж, неопходно е да се земат предвид особеностите на машката психологија. Повеќето мажи сакаат да изгледаат индивидуално и постојано се обидуваат да се разликуваат од другите луѓе. Било да е тоа нивната коса, автомобилот што го возат, нивниот омилен спорт, филм или книга. Идеално треба да барате прстен кој не само што може да ги задоволи неговите интереси и да дојде по негова волја, туку исто така ќе биде комбиниран со максималниот износ на неговата секојдневна облека. Многу симпатичен прстен кој изгледа неверојатно кога мажот го носи најдоброто одело е добра инвестиција, но само ако редовно го носи костумот. Така?
Во денешната емисија на Црвило имаме еден поиноков рецепт за разлика од претходните емисии. Една обрук салата која што може да ја искористите за вечер, за добра вечера. Исто така може да се користи и за ручек. Тие што се, например, многу зафатени, може едноставно да си ја направат, да си ја однесат на работа. Станува збор за салата во која што има додадено лосос и боранија. Така да е искомбинирана, боранијата е претходно обарена, значи станува збор за зелена боранија, значи е обарена и со тоа, значи кратко сварена, зависи дали имате свежа боранија или имате замрзната. Ја варите и потоа процесот на варење го прекинувате во ладна вода, за да може да остане свежа и да се задржат сите витамини во неа. Додека лососот најдобро е да биде припремен, може да биде и сварен, но исто така може да биде и на грил тава со малку маслиново масло. Претходно може да отстои во некоја маринада од лимон и маслинова. Во самата салата имаме додадено калинка, значи за секако го подобрува и вкусот и не снабдува дополнително со витамин С, за да може да ги сите тие придобивки од лососот и од боранијата да не ги сврзе телото. Исто кромит има додадено и е зачината со маслиново масло и лимон или по ваша желба, например јаболков оцет, балсамиков оцет. Сега да спомнам нешто за лососот, кој што е една од најдобрите масни риби. Значи таа спаѓа во масните риби. Ние најчесто кај на нашето поднебје се наоѓа атлантски лосос. Секако дека сите знаат дека е богата со омега-3 масни киселини. Од сите риби лососот е најбогата со омега-3 масни киселини и знаеме дека всушност е богата единствено од намирниците, е голем извор на витамин Д. Витаминот Д најчесто го примаме преку сонцето, помалку преку храната, но ако издвојуваме намирница која што содржи доста голема количина на витамин Д, тоа е лосос. Некаде во 100 грама има околу 300 интернационални единици, што е одлична бројка. Треба да се консумира минимум, да речем, некоја доза 2 пати неделно по 100 грама, за да се внесе тоа омега-3 кој што ни е доволна за во текот на една недела. Значи, омега-3 не може, самото тело не го синтетизира, туку ние мора дополнително да го внесуваме. Зошто е важно, значи, да го внесуваме? Затоа што значи, во ова денешно време внесуваме повеќе омега-6 масни киселини, а многу важно е за здравјето да имаме правилен баланс на омега-3 со омега-6. Значи, најчесто преку другиот тип на храна кој што го внесуваме, рафинирани масла, заситени масла, значи ние внесуваме омега-6 во суштина, а помалку омега-3. Затоа треба да се обрне внимание, да се обрне внимание, значи за што почесто користење на омега-3 масни киселини, односно на било која риба. Омега-3 всушност ни помага за добар развој на мозокот, и во најмалата возраст, значи за структурата на мозокот. Исто така е многу важна и кај плодноста, значи на мажи и на жени, и треба почесто да се консумира. Ги подобрува крвните артерии, всушност, го намалува воспалнителните процеси во самото тело и крвниот притисок. Исто така и тие ризик фактори од некои тумори и канцерогени клетки, има научни докази кои што велат дека со внесување на омега-3 ризикот е помал за одредени канцерогени заболувања.
содржи доста Б витамини, т.е. ги содржи сите комплет Б витамини, кои што се како што рековме, многу важни за нервниот систем. Исто содржи селен, кој што е многу важен пак за баланс на хормоните, на тироидните хормони и за коските, за јакнување за коските. Содржи астаксантин, кој што всушност е баш помага за намалување, ова веќе се научни докази дека помага за намалување, значи на лошиот холестерол, а зголемување на добриот холестерол. Затоа треба почесто да се користи. Втората намирница која што е важна во овој рецепт е боранијата. Значи боранијата е многу ниско калорична. Се препорачува во сите диети и режими. Значи има во 100 грама има околу некаде 30 калории. Сега, значи тоа е премалку и треба навистина почесто да се внесува во исхраната и кај деца, и кај возрастни, кај постари лица. Значи треба да ја внесуваме, затоа што од сите мешунки аз би спомнала дека е една од најздравите, значи треба да се обрне повеќе внимание за редовна консумација на боранија. Има всушност значи помага кај болести со дебелото црево, има доста растителни влакна и има многу низок гликемиски индекс. Значи намирница која што секојдневно треба да се консумира кај дијабет и инсулинска резистентност дефинитивно е боранија. Со тоа што помагате за едно убаво балансиран, значи балансирани гликемија, кај што ќе немате високи пикови и падови. Содржи витамин А, содржи С витамин, калиум, B6 и фолат, значи дури содржи омега-3 линолеинска киселина. Значи тоа е еден тип на омега киселина која што е исто, да речеме, важна за консумација. Има доста растителни влакна и гликемскиот индекс некаде околу 15. Многу е важна за во бременоста и во доењето да се консумира почесто. И оние кои што сака да е подобра плодноста, дефинитивно препорачувам консумирање на почесто на боранија. Во рецептот спомнавме калинка, таа е богата со витамин С и во овој период додека ја има, треба исто да почесто да ја консумираме. Многу е добра за одредени режими, значи е ниско калорична и исто така е многу добра за луѓе кои што сака да си го подобраат расположението. Со една калинка веќе влијаете на вашето расположение. Богата е со витамин К. Витаминот К ни е многу важен за згручувањето на крвта и исто така има калиум, железо, бакар, значи така да, но најчесто да кажем поради тоа што е богата со витамин С, значи некаде околу 48% од дневната потреба задоволуваме само со една калинка. Така да треба да обрнеме внимание некако да ја внесеме на било кој начин. Ако не може вака свежа да ја консумирате, додадете ја во одредена салата, ќе ви збогати салатата и ќе придонесе за тој витамин С, ќе придонесе за да се врзат и да се врзаат одредени, например, ако има да кажеме во намирницата железо, на тој начин всушност ќе се врзи железото во крвта. Ако исто витаминот С е многу добар антиоксидант и помага во создавањето на колаген, значи во нашиот организам. Така да без доволно витамин С всушност не врзува, нашето тело не ствара самиот колаген. Исто и витаминот С се препорачува кај пушачи, затоа што на тој начин, значи со зголемен внес на витамин С придонесува за подобро чистење на плуќата. Светка,
Светкава шминка хит на Инстаграм. Сакате да изгледате свежо и одморено, а во исто време свесни сте дека ви недостасува сон. Испробајте некои од триковите со светкава шминка, советуваат професионалците. Светкава шминка хит на Инстаграм. Светкава или светла, сјајна сенка ќе направи очите да ви изгледаат поголеми и поотворени, доколку ја нанесете на внатрешната страна на капакот од окото. Уште подобар ефект ќе постигнете доколку и на надворешниот дел од капакот нанесете сенка со иста нијанса како светкавата. На крај, нанесете тенка линија која ќе ја прати формата на окото светло сјајна сенка под долните трепки. Така вашите очи ќе добијат поубав сјај. Но тогаш немојте да нанесувате маскара на долните трепки. Пегите му даваат шарм, индивидуалност и уникатност на лицето и верувале или не се посакувана карактеристика во модната индустрија. Сакајќи да го избегнат вештачкиот ефект кој го има безпрекорната кожа, многу модни куки и стилисти ангажираат модели со пеги, а во некој случај мејкап артистите намерно цртаат пеги по лицата на долгоногите убавици. Што се сончеви пеги и зошто се појавуваат? Сончевите пеги, медицински познати како ефелиди, представуваат кружни или овални хиперпигментирани формации на кожата со големина од 2 до 4 мм. Поголема е веројатноста да се јават кај луѓето со светол тен. Создавањето на сончевите пеги е предизвикано од УВ зраците. Всушност, големената осетливост на ултравиолетовите зраци и појавата на сончеви пеги се генетски предодредени. УВ зраците го забрзуваат процесот на создавање меланин. Според тоа, не се менува бројот на меланоцитите, туку нивната исполнетост со меланин. Каде најчесто се појавуваат пегите? Сончевите пеги се јавуваат на делови од телото кои се експонирани на сончева светлина и тоа: лицето, вратот, деколтето, подлактиците, горниот дел од грбот, рамената, задниот дел на шаките. Дали сончевите пеги малигнизираат? За среќа, сончевите пеги никогаш не малигнизираат, но кај луѓето кои се поосетливи на сончева светлина, ризикот за развој на рак на кожата е поголем. Затоа кај оваа популација особено се советува да ги практикуваат советите за заштита од УВ зрачењето. Како да спречите појава на сончеви пеги? Пегите се јавуваат во детството и најчесто се генетски детерминирани. Бидејќи се јавуваат во рана возраст, се советува да се започне со превенција од УВ зраците што е можно поскоро. Потребно е да ги практикувате следните совети. При излегување,
Постојано употребувајте крем со заштитен фактор 50. Користете капи со широка стреја. Носете облека која ќе обезбеди поголема покриеност на телото. Избегнувајте престој на сонце во периодот од 10 до 16 часот, особено во лето. Кои се медицинските третмани за третирање на сончеви пеги? За жал, пегите перзистираат низ целиот живот. Но постојат тераписки методи кои можат да ја намалат видливоста на пегите. И тоа: третиноинот или тазаротенот се ретиноиди кои доколку се употребуваат во период од неколку месеци, може значително да ја намалат видливоста на пегите. Криотерапија со течен азот. Пегите може да се третираат со течен азот со цел намалување на нивната видливост. Ова терапија уште е позната како траума со студ, а успешноста се должи на фактот што меланоцитите се чувствителни на студ и со тоа се подложни на деструкција. Ласерска терапија. Со помош на ласерската терапија може да се направи селективна деструкција кај меланоцитите, со што би се намалила видливоста на пегите. Ова процедура најчесто дава добри резултати и има низок ризик за појава на несакани последици. Хемиски пилинг. Третманите со хемиски пилинг помагаат во обелување на пегите и ги подобруваат и регуларностите во пигментацијата на кожата. Напомена, доколку сакате да примените некој од овие третмани, консултирајте се со дерматолог. Драги мои, се надам дека со нашите подготвени содржини успеавме и во денешното издание да бидеме занимливи и интересни за вас. Со нови содржини се гледаме наредниот петок во исто време. Чао од мене.